Вработените во компанијата Amphenol Technology Македонија во октомври годинава ја одбележаат 9-годишнината од основањето. Горди што таа прерасна во еден од најголемите и најуспешни стопански субјекти во регионот и во државата. Во моментот овде има 2700 вработени и во споредба со минатата година постигнат е пораст за 17%. Кога се сумираат бројките, се забележува дека резултатите од работењето на компанијата се во нагорна линија. Раководството на Amphenol истакнува дека и во услови на пандемија, па и енергетска криза, успеало со максимална посветеност да се справи со предизвиците. Склучени се повеќе годишни договори, отворени се и нови сектори, така што во апсолутни бројки нема големо опаѓање на профитот. За досегашното работење на Amphenol Technology Македонија и плановите за воиднина, за соговорник го имавме Сашко Наков, извршен директор на една од најголемите компании во источниот регион. Како ја оценувате годината што еве веќе при крај во поглед на работењето, економско, финансиско и секако инвестициско? Па генерално со многу предизвици, меѓутоа мислам дека на крајот сепак позитивно и успешно, а предизвици премногу, од војни кризи, енергетски кризи, на криза на добавувачи, на синџири за набавка. Меѓутоа, сепак ние во такви едни услови успеавме да направиме раст и да ги изголемиме и капацитетите и бројот на вработени инвестициите, така да сепак на крајот можеме да бидеме задоволни. Споменавте воени услови, неочекувани можеби, па и енергетски, кои што дополнително ја погодија не само Македонија, туку воопшто регионот, па и светот. Влијаеше ли војната состојба во Украина директно на вашето работење? Ние директно некоја соработка со тие држави две немаме, меѓутоа индиректно секако, бидејќи голем дел од производството и на енергија и на метали, посебно на тој дел од индустријата, е лоциран во регионите на Украина и на Русија, сигурно има големо влијание индиректно. За среќа ние не бевме нешто посебно погодени, успеавме да алтернативно се решиме и мислам дека успеавме во тоа. Меѓутоа сепак е предизвик кој што е и непредвидлив што ќе се случува во иднина. Сепак мислам дека за нас ризикот е минимален. Направивме одредени активности, делокализиравме и добавувачи, алтернативни извори на енергија, така да се на се мислам дека е во ред. Поскапување драстично на електричната енергија имаше во изминатите месеци, се најавува до нова година ново покачување. Како тоа ќе влие, се сноѓате ли можеби? Па секако мора да бараме решенија, како и секогаш. Јас стално кажувам, ние сме компанија и мајндсет кој што не ужива да бара премногу помош и да се жали. Значи, решението е со фотоволтаици, панели инсталиравме на покриот на зградата тука во Автомотив. Инсталацијата е завршена, сега ги приклучуваме и очекувам дека со тоа ќе имаме сигурно намалување на трошците. Другата околност е дека моментално и на берзата цените се намалени, не се така драстични како што беа пред можеби 2-3 месеци или 3-4 месеци, и тоа има така некој секако дека е подвојно зголемено, меѓутоа не е како што беше можеби 4 до 5 пати. Со целиот тој ефект на соларните и на намалувањето на берзата, мислам дека не би требало да има никакви проблеми. Кај нас и влијанието на електричната енергија во цената на чинење не е толку пресудно и не е како во некои индустрии други, кој што е многу важен фактор, кај нас е важен, меѓутоа не до таа мера, и земајќи сите тие околности прилики, мислам дека ќе можеме да го тоа успешно пребродиме. Вашата компанија е извозно ориентирана, најголем дел би рекол 100%, не е 100% е максимално, значи производството за извоз. Имаше ли влијание кризата и воена и енергетска за повлекување или можеби откажување на некои аранжмани веќе договорени? Па откажување не. Намалување на одредени проекти, да, меѓутоа тоа се компензира па со други нови проекти, така да генерално, значи пак ќе кажам во услови на
на такви предизвици, морате да делувате некако, да правите решенија. Решението е тоа што го зборев, дека нови проекти и нови деловни единици. Ние сега спремаме една нова 7 деловна единица во склоп на Амфенол Македонија да функционира, што е еден начин да се компензират било какви удари, да се задржи растот на компанијата, и во тоа успеваме и не се сомневам дека ќе успееме во иднина. Имаме простори, работиме напорно за да ги задржиме проектите и да нови привлечеме, така да намалувањето кај одредени го компензираме со драстично зголемување кај другите или нови комплетно проекти и деловни единици, и мислам дека е во ред за наредниот период. Поставивте камен телник на нов објект деновиве, на што тој ќе се однесува, дали станува збор за нова работна единица и колкав ангажман на вработени ќе има? Камен темелникот е врзан за автомобилскиот сектор. Тој ќе биде зголемување на капацитетите и нови проекти за автомобилскиот дел. Не е нешто, да речем, некоја голем новитет кој што не го знаеме. Сигурно дека планираме некои нови производи и нови процеси да инсталираме таму, и тоа пак поврзано со автомобилскиот дел и тоа што го веќе работиме. И тоа не е само тој камен темелник, тоа е зграда која што треба да биде готова до јуни. Ние во август уселивме нова зграда за Телеком, делот што ни работи. Спремаме сега нова која што треба да почне во декември, до крајот на декември треба да стартуваме и таму, и тоа е нешто врзано со така некој повеќе телекомуникацијски сектор. Прошируваме, така да имаме повеќе активности скоро во поголем дел од деловните единици кои ги имаме, и затоа морам да кажам дека сум оптимист за наредниот период и покрај целата ситуација и сите овие предизвици со кои се соочуваме. Веројатно ќе ангажирате и нови вработени во тој дел. Дали ќе се надмине оној праг, би рекол, од 3000 вработени наскоро? Па сега не би можел да шпекулирам точно со тајминг кога, меѓутоа да, сигурно да. Сега се околу скоро 2700, меѓутоа ја очекувам дека наредната година или до тој 10-ти роден кој што ќе го прославуваме во октомври 2023, дека ќе го надминеме сигурно. А со која динамика ќе оди, сега не би можел да прецизирам, меѓутоа да. Има ли доволно работна сила квалификувана, не само Кочани, регионот, па може би и подалеку од државата? Добро, ние сме регионално ориентирани, значи Кочани е нашата основа и секој сршта на Амфенол во Македонија, меѓутоа знаете дека имаме вработени и од Пробиштип, и од Злетово, и од Каменица, и од Делчево, и од Берово, Пекчево, така да целокупниот Виница, сега да не се наутатично да ги спомнаме, одам до тие најдалечните, значи регионално сме ориентирани и јас сметам дека тоа територија која што Амфенол му е, да речем, се чувствува дома, и да, мислам дека во тој регион можеме да обезбедиме доволно ресурси и доволно вработени, добри вработени кои што би го понеле овој раст и секако развојот на Амфенол. Сметам дека со работа со вработените, со грижа за нив, со почитување на вработените, со почитување и изголемување на условите за работа, на сите целокупниот пакет кој што го нудиме, сметам дека ќе останеме интересни и вработените може да имаат доверба во Амфенол. Една од работите, само да дополнам, една од работите е сигурно дека секој вработен кој што бил коректен и примерен наш вработен, бил секојаш заштитен и не останал без работа. Во сите овие турбуленции, во сите овие предизвици, токму ради тоа што можеме да обезбедиме нови проекти, некаде да се намали обемот, на друго место го зголемуваме, така да вработените во Амфенол може да имат некоја сигурност, тие кои што се коректни, кои што се извршуваат коректно работа, имаат сигурност, и мислам дека е тоа еден бенефит и плюс за Амфенол. Ако погледнете во регионот, сите други одреагираат. Ако малку има некакви проблеми, веднаш се крати од работната сила, а после тоа, после неколку месеци се зголемува и пак ја бараме. Така баш и не може, не се гради доверба. Ние сакаме партнерски однос со нашите вработени, доверба меѓусебна да имаме, и мислам дека ја имаме и така ќе продолжиме.
Потребата од работна сила порано ја задоволувавте со тоа што праќавте на обука дел од стручниот кадар во други држави. Дали сега веќе тоа е надминато и ги оспособувате овде? Не е надминато за тоа што некој не само што не е надминато, тоа е и пожелно. Значи, луѓето и е пожелно за процесот, меѓутоа и пожелно за самите луѓе, за да може да видат, и тоа е еден дел и од мотивацијата за нив. Да речеме, сега во моментот имаме луѓе во Германија, ми се чини 9, во Триберг, и имавме во Данска 5 се вратија, така да перманентно имаме, а денеска одат во Белград имат некои обуки 3-4 дена. Така да перманентно имаме, и тоа е процес кој што нема да престане и не сакам да престане. Значи, тоа е еден начин да ги од една страна надградиме нашите луѓе, а од друга страна да се мотивираат дека ние инвестираме во нив, за нивното усовршување, и секој дека е тоа еден бенефит и за нив и за компанијата. Може ли да доаѓаат па и од странство овде, прилично да речеме напреднати кадри каде што имате технолошки процеси, да луѓе од страна овде следат процесот како се обучува? Целокупната активност е заснована така да наши луѓе одат таму и потоа доаѓаат некои стручни луѓе од таму за да евентуално надгледуваат и бидат сапорт додека тоа да се постави, да речеме, во некој регуларен тек да се стави. Така да тоа е взаемно. Значи, нашите одат таму, меѓутоа нивни стручни кои што се компетентни да може да бидат како поддршка. Нашите се побројни, нивните се помалку бројни, пошто е така насочен целиот тој процес. Општествено одговорна компанија Amphenol Technology Македонија, тоа го докажавте во изминатите 9 години. Планирате ли така да продолжите? Според она што досега го реализиравте? Сигурно, апсолутно. Ние имаме перманентно некои активности, сега не се можеби сите споделени со јавноста или помалку се споделени или не се толку големи активности, меѓутоа само сега во ноември месец имаше нашиот службеник за одржливост на системот, пошто имаме и лице кој што е sustainability, да речеме офисер, така да се тоа модерно се ја кажува, односно за одржливост или за баш соработка со заедницата. Има премногу активности, сега е планирано за 25 и пошумување заедно со шумското стопанство, нашите луѓе да извршат. Имавме вакцинација на сезонски грип поддржана од наша страна, па не знам сега трибината на кај игралиштето во Кирил и Методи, мината година од декември беше игралиштето во градинката. Перманентно имаме активности, сега дури и не можам да ги кажам и да ги следам сите кои што се направени во соработка со Црвениот крст. Имаме повеќе. За детските градинки имавме реквизити, разни играчки, така да имавме повеќе активности во овој период. Освен за општествената заедница, водите грижа веројатно и за вашите вработени директно во делот на заштита. Апсолутно. Па вакцинацијата за сезонски грип беше за наши вработени. Ние ги покривавме средствата за вакцинација, сите кои што сака да се пријават. Сега разгледуваме и други опции за околу некое приватно здравствено осигурување, за да можат да користат бенефити, да речеме, од наредната година. Тоа се уште не е до крај издефинирано, меѓутоа мислам дека сме на добар пат. Досега го имавме само за одредена група кои што сами си го финансира, ние партиципиравме, сега размислуваме да го тоа покриваме комплетно и да биде така вработените во Amphenol да може да се осеќаат посигурно и да бидат едноставно да бидат горди што се дел од Amphenol. Како според вас го гледате влијанието на Amphenol Technology Македонија во изминатите 9 години врз развојот, општо севкупниот развој економски, стопански во општината и во регионот? Дали ја остваривте она првична замисла на почетокот што беше? Па ова е над очекувањата. И мои и на сите други. Да бидам искрен. Значи јас не го очекував дека можеме до оваа мера да дојдеме, да имаме толкав раст и толкова влијание. Во повеќе аспекти го гледам влијанието, да речеме, и како екзистенција на вработените, меѓутоа и индиректно екзистенција на многу фирми, наши добавувачи, наши кооперанти, на кои што исто така би сакал оваа прилика и на вработените, меѓутоа и нашите кооперанти да се заблагодарат, бидејќи на почетокот кога почнувавме, не беше баш лесно и тие кои не поддржаа на почетокот и со голем дел од нив и до сега работиме и ние тоа знаеме да го цениме. И баш им благодарам за тоа.
значи покрај кооперантите и со овие добавувачите, вработените, индиректно влијанието на начин на живот, на начин на однесување, мислам дека успеавме да направиме некои промени на позитивно. Самата атмосфера во компанијата, самиот начин на однесување и на вработените, и на нас како менеджмент, и на сите тука, мислам дека е на едно баш добро ниво, кое што претходно мислам дека и не било и нормално е да не биде и се подобрува и тоа се носи и дома, тоа се носи и на улица, тоа се носи и во ресторан, и во бар и секаде. Така да мислам дека е повеќе кратно значењето и јас сум среќен ради тоа. Ја неколку пати сум кажал, ја не можам да замислам како би функционирал Кочани регионот без Амфенол. Мислам, сериозно, тоа би било веројатно некоја тажна приказна. Една од најпрофитабилните компании во Македонија според финансиското работење. Ќе го продолжите ли тој тренд во наредниот период? Какви се плановите? Па сигурно, видите, компаниите се формирани пред се за да прават профит, тука да немаме дилеми, значи имаме акционери кои што инвестираат капитал и за да се тој капитал размножува, да не имаме сега дилема дека компаниите постојат за нешто друго. Меѓутоа, покрај тоа, многу важно е што Амфенол како компанија не обрнува само внимание на профитот. Значи, ние секоја година поминуваме тренинзи и јас и дел од моите менаџери и подпишуваме изјави со кои што има некој код на однесување во кој што се содржани одредени правила, само ќе спомнам некои, значи, не смее да се ангажираат деца или малолетни лица во фабриката. Не смее да има корупција. Не смееме ние за наш интерес да е на компанијата да нудиме мито на државни службеници или на било кого. Има доста правила со кои што ние не смееме да работиме со компании кои што знаеме дека не работат законски или нелегално работат. Независно што тоа не е директно наша како да кажам, негативност. Со тоа сакаме да го поттикнеме коректното однесување, етичкото однесување, законското и почитување и на луѓето и на правилата и прописите. Тоа е една нова димензија која што мора сите да ја сватат. Иако разговаравме за некои добавувачи, имало прилика кога нема да работиме со некој, бидејќи дел од тие правила не ги почитува и тоа е тоа. Релативно млад работен кадар имате во компанијата. Значи ли тоа гаранција за наредните 10-20 години дека ќе бидете без проблеми во тоа? Тоа ми беше идејата на мене кога го формирав тимот. Верувајте дека не е лесно кога формирате тим со релативно млади луѓе кои што немаат преголемо искуство, ама имаат голема желба, имаат голем потенцијал и треба доста време со нив и да се работи и да им се даде поддршка, ама резултатите после тоа, после неколку години, сега кога ги гледам луѓето околу мене, кои прераснаа во вистински лидери и менаџери, и мојата улога сега е се повеќе само да ги искоординирам, да ги насочам, меѓутоа главните активности ги носат они и јас сум среќен поради тоа. Ја имам повеќе време сега за сите овие активности што ви ги зборам за нови проекти, нови локации, нови згради, нови деловни единици и мислам дека со тоа се надополнуваме едни со други. И тимот е пред се од овој регион, од кој што ги имаме и вработените, така да тоа дава некоја одржливост на системот. Најважно е да биде системот одржлив. Не е важно само еднаш да профункционира и да трае некое време. Јас сметам дека на овој начин, со тимот, со вработените, со проектите, со зголемување на ноу-хау, со зголемување на вештините потребни за да се работи со автоматизирана опрема, со напредна технологија, тоа е рецептот според мене за одржливост и долговечност на системот и ја мислам дека тука ги поставивме некои добри теми. И на крај, брзо ли поминаа овие 9 години? Очекувате ли наредните 9 да дојдат уште побрзо? Па сигурно. Мислам, верувајте дека времето во Амфенол е
толку брзо што не само за мене и за сите други кои што се тука. Има премногу активности, има премногу работи се случуваат и немате време да едноставно за друго размислувате, само после некое време да сумираме резултати, прославаме роден дени, на крај на година сумираме резултати, па нови планови и едноставно во тие моменти само дојдеме да размислуваме нешто по така, да речем, за тие работи. Инаку е превише турбулентно ама мислам дека тоа кога ќе се навикнете, тоа е еден предизвик и еден начин на живот кој што за нас е супер. Посакуваме да ја продолжите успешната приказна на Амфено и да бидете еден од генераторите на економскиот развој на општината и регионот. Ви благодарам и јас се надам и сакам и на вас да ви се заблагодарам и на медиумите кои што ни дадоа поддршка целиот овој период, бидејќи сигурно дека и без тоа ќе беше малку повеќе потешко. Така да благодарам се до вас.